Уште една мртва жена од Кумановскиот регион ќе биде есхумирана како сомнителен случај дека е жртва на серискиот убиец од Кумановско Старо Нагоричане. Од обвинителството не откриваат која е починатата. Само дека е од истиот регион, повозрасна и дека низиниот случај потсеќа на претходните, но дека била закопана без да се истражува причината за смртта. Ако се потврди дека осумничениот 25 годишен Трајко Бојковски ја убил и неа, тоа значи дека ќе биде третата негова жртва. За првите две, 78 годишната Мира и 35 годишната Марија, која претходно беше откопана и дадена на обдукција. Обвинителството веќе има цврсти докази дека тој е убиецот. Обдукцијата покажала дека се задушени и има тешки повреди по телото, а ДНК анализата потврдила дека Бојковски е убиецот. Ја прошири истрагата за уште едно кривично дело убиство, кое согласно кривичниот законник е кривично дело убиство од член 123 став 3 од кривичниот законник, за кое дело е предвидена доживотна казна затвор. Јавното обвинителство и понатака продолжува да превзема мерки и активности, да издава наредби и да прибавува докази, со кои се испитуваат сите околности поврзани со предметот. Исто така, може да известиме јавноста дека во текот на наредните денови е планирано уште една ексхумација за уште една жртва за која што се сомневаме дека е жртва од кривично дело. Но паралелно се истражува улогата на сите поврзани со Бојковски и случаите. Од тоа, дали неговите блиски учествували и се вмешани во серијата кривични дела, до тоа кој се не постапувал, па серискиот убиец долго време бил на слобода. Се истражуваат и пријавите за обид за убиства, напади и кражби кои не биле процесуирани. Лекари, службеници, полицајци се дел од мрежата која потврлила. Но сега се лоцира дали има виновници, велат од обвинителството. Велат дека на ниту еден од случаите ниту лекари, ниту полицајци не повикале обвинител да излезе на местото на злосторството. Туку жртвите биле закопани без сомнежи дека се работи за убиство. Инаку, кој обвинителството веќе има едно вештачење на здравствената состојба на Трајко, кој е било изработено поради тешка кражба, но тој не бил гонет за делото. Сега се бара ново вештачење кој ќе треба да ја утврди неговата психичка состојба и пресметливост. Тој во меѓувреме е во притвор во Кумановскиот затвор. Телма веќе објави дека уште како средношколец бил проблематичен, следел и напаѓал жени, но и покрај тоа што биле известени социјалните служби, никој не реагирал. Семејството не било заинтересирано, напишале службите од училиштето. Тој пак секојдневно го наблюдувал теренот возејќи точак по селата.